Поздрав сите, јас сум Антонио и денеска почнуваме еден нов серијал кој, тоест немам да се правам серијали, многу правев пред години две, можеби не знам, не памтам кога беше, ама денес почнуваме еден серијал, тој серијал ќе се вика Приказна за мојот вујко или чичко. Том звучи многу погрешно, некои ќе сватат. Немам многу да одолговлекувам, само ќе кажам фала ви за тоа што гласавте, направи видео за да гласате дали сакате серијал да почнам и гласавте. Многу имаше да и да започнеме. Dad? Aren't you sleeping yet? It's time for bed, honey. Dad, I can't sleep. Can you tell me a bedtime story? All right. What do you want to hear? Something about an adventure. I think I know. When I was your age, my biggest dream was to follow my Uncle Fred on one of his adventures around the world. One day, he disappeared. Значи овде јас продолжувам. I stepped into the lobby of my uncle's house. It lay just across the hill from where I lived with my mother, your grandmother. She had tried to keep me from going, but I wanted to see if Fred was home yet from his latest adventure. Ово изгледа малце крипи. Плиз, сакам да го углежам. Има касета има. Не можам да прочитам. My uncle used to send me postcards from his long journeys. Greetings from Nepal, Galapagos, Kilimanjaro, the Amazon River. This was the first time he had left without a word, without sending cards. Значи како што разбрав, вујко му или чичко му исчезнал прв пат без да кажи каде оди. И ова мислам дека е неговата куќа. I had visited Uncle Fred's house countless of times, but in the locker, which usually was closed, I found something I hadn't seen before. It was an adventure suit. It resembled the one that Fred used, but smaller in size. Curiosity got the better of me, and I tried it on. It fit like it had been custom made for me. The most mysterious room of my uncle's house was the observatory. There he kept his newest experiments, and right now it held a pad used for disposing of garbage. Uncle Fred had warned me not to touch any of his things, but, as I said, I was a curious child. I landed with a crash, but thanks to the suit I wasn't hurt. I had no idea where the pad had taken me, but back then I didn't care so much about where I was going or how I would get home. Може чекай, може само вака, да. Oh my god, nice. Значи играва, имав малце искуство. Symbol everywhere I grappled. I noticed similar symbols already there in the cave. And I was getting more and more certain that this place was where Fred had gone. Имам малце искуство со играва и добро, може не е малце, ама сакав на видео да снимам, многу сакав да снимам, ама немав можност и сега кога си купив графичка, реков можам да снимам и ќе снимам. И да,
па за сега гледам дека успева. А да, вие досега ако гледате, одете долу, стиснете лайк, коментирате нешто дали ви се допаѓа оваа игра. Мислам дека според мене играва е најзакон игра што можам да играм многу пати. Многу ми е како многу релаксирачка игра која би ја играл уште многу пати. Барем така според мене. Adventure suit was fantastic. Combining a power leap with a grapple, I could fly long distances through the air at great speed. О. Дали можам ваму да појдам? Ау шит. Не. Не. Мислам дека може. Би требало да може. Пошто не мисля толку далеко дека. Да. Успеа. Кај треба? Ова? Да. Дојди. Ти плаката. Овај. Слушам ванакво. Не, ќе се вратам. Кај беше? Не знам, го слушам негде. Толку сум ќор. Фала. Дали ке... Зошто пуштив? Изгледа сум глуп. Океј, за сега играва е нешто закон, што... Не знам. Ова е само почетокот, а мене ми е веќе закон играва. Искрено. Слушам пак? Не? Грешка? Да, грешка. Дојди ваму. Идиме горе и не стигна. Браво сам, Тони, аплауз за тебе. Значи, овие овде, што се знаците, таков знак прави, сличен знак прави. Ова е од Вујкому, деме кога дошол тој стало такви, сега овај со вакви мали. Кај треба да одам? Каде сега? Оваму. Ќе стигнам, нема шанси. Стигнав. Океј, уште една добив таква. Значи, одиме вака. И уште еднаш, да, исто да го фатив. Не баш. Не, врати се. Ама врати се. Финти. Уште една. Сакам да ми кажете во коментари дали ви се допаѓа игра. Оти мене стварно многу ми се допаѓа. Една од подобрите игри што сум играл, искрено. Се надам дека ќе имаме уште нешто понатаму, значи дали да, сигурно ќе имаме 3, гледам дека на раката има за уште едно такво. Do you ever see any of Fred's experiments yourself? Yes, I actually helped him collect samples for his research sometimes. To learn about them? А што? We found all sorts of things. One time, we went to the forest and found a small pool of water that was full of eggs. Eggs? Oh, Were there яйца. chickens in the forest? No, not chicken eggs. These were small and jelly-like. Hundreds of them. Fred told me that they were frog eggs. He was in for a surprise, though. Guess what happened? What? What happened? Well, we took some eggs back home, and one day, Fred woke up with bites all over his body. Turns out, it wasn't frog eggs after all. It was mosquito eggs. Poor Fred. I know. He did find real frog eggs eventually. He told me that they were very, very special, but I don't know what happened to them. Сакам на кратко да ви се извинам за тоа што камерата ми снема фокус. И не знам зошто снема фокус. Не знам што можам да направам. Значи можам само да зумирам уште малце вака и да не снемува толку фокус, ама помалце грда погрда малце камерата. Извинете за тоа. Се надам дека не беше долго време надвор фокус, како што гледам и сега е надвор фокус. За ова да се поправи треба да ја исклучам пак да ја уклучам. Видете што ако ја исклучам сега ќе треба после малце потешко ќе ми биде за да ја наместам. Дали фокус има? Те молам. Фала ти многу, камеро те сакам. Не, те неќам многу, те неќам. Само немој се од фокус да ми снимаш те молам. Добро, значи како што сватив, во играва има како скриени работи кои Вујко ми ги оставал и сега финтава е дека тие работи ако ги наоѓаме тој и раскажува уште на ќерка му, пошто ова е приказна, знаете. Ова е приказна кој таткото ја раскажува приказната на ќерката и дури раскажува ние тоа го играме. Значи ова е приказната.
И ако наоѓаме такви некои скриени работи, тие се плюс во приказната. Значи уште повеќе ќе кажи на ќерка му. Да, мислам дека многу е кул тоа. Оке, негде стигнавме да гледам светла. Значи има носено многу... ѓубре има многу носено. Зошто да е тоа? Оу. Оке, ова е стварно кул. Ама зошто ваков свет во наводници е во... Who are you? You're not from here. Не сум... Оу. Wow, you look just Ти like изгледаш многу страшно. Fred. And with less hair on your face. Аха. She knew Fred, О, да, го знае. uncle, Вујко. and that I was looking for him. What's an uncle? Е, да знаеш uncle. I said that he was, that I had known him all my life. Really? Me too. I'll help you find him. I'm Madeline. The others Аха, hello. Mad Maddie. sometimes. Зошто... I don't know why really, but you can call me Maddie. You've never been to the village, right? Let's meet over there in the square. I'll show you around. I bet you can get there easily with your suit thing. So, I'll see you there. Окей. Еј, ке се... Couldn't believe it. Не! Па... An underground village На, на... inhabited by Кај си бе? А, уште пајде. more like Кај по... salamanders. Оти јас не можам таму. They walked like humans. They talked like humans. How was that possible? Аха, значи некои суштества кои го знаат Фред или барем сега очупата го знае Фред. Фред е вујко ми се разбира. И од кај го знаат Фред? Значи тој му има помогнато со нешто? Прво така си мислам. Оти не можеше и тој како она да скокни како чупе. Не! Не знам дека стигнав се. Те молам, стигни, Не, тешко, јас не знам. Океј. Ови светло да ми се стварно интересно. Хело, во селото сум. Hi. Welcome Hi. to the village. Well. The town square. Mhm. Right over there is Fred's tent. Ова? I Не, haven't каде, seen him кој in е? a few days, though. Maybe Она? Brother Samuel Не, knows она him. му нешто има. He knows a lot Cool. of stuff. Mostly boring stuff. О мај гад, какви се But како it's worth a try. риби луѓе. Блостер. Кај блостер your gate. Че се, дали треба ваму да одам? Хело? Сега горе ја појдам. Дали е бесконечно? Не знам кај треба да одам. Се изгубив. О, не! It looked like most Oh of my the God. shacks in the village were built out of trash. Аха, да. In our world, Зборнав за ѓубре. was, after all, a garbage Значи, disposal од... pad that took me here. Да. Реков ѓубре и да, стварно тој значи носел ѓубре и му помагал на овие нешто како села си направат, може да речем села. Мислам дека вам треба да додам пошто гледам дана кои што се вртат. И уште немам 3 вакви за летање. И сега тоа ми е малце чудно. Океј, додев негде. Кој е овој? Тука ќе завршиме првата епизода и се надевам дека уживавте во прва епизода од серијалов. Стиснете лайк ако сакате уште. Стиснете лайк ако ви е убава играва и ако мислите дека е добра играва, според мене, кога ќе кажам пак е стварно закон и гледам да ја играм уште. Да, стиснете лайк ако сакате уште и се гледаме во наредна епизода. Peace!